Дојдовте во 3D центарот во Скопје. Во овие минути за стоматологија ќе зборуваме за дигитално водена ендодонција. Во продолжение ќе му посакам добре дојде на нашиот гостин, на доктор Ѓорѓе Гудев. Добре дојдовте. И секако нашиот домаќин, доктор Марио Јурхар. Докторе, за почеток може ли да објасниме што е тоа ендодонција? Да, секако. Значи, ендодонцијата представува наука која што се бави со лекувањето на забите. Или во прост пример, кога кариесот ќе дојде во напредна фаза, веќе се зафаќа нервот на забот и мора да се отстрани. Тоест да се лечи тераписки. Да. Сега верувам дека ќе биде појасно за нашите гледачи. Доктор Марио, бидејќи темата ни е поставена дигитално водена ендодонција. Што е тоа? Дигитално водена ендодонција најпрв представува една тема која што моментално прв пат се зборува на овие простори во оваа емисија. Ние како 3D диагностички центар правиме за прв пат 3D диагноза на еден заб. Сите знаеме до сега како изгледа една класична 2D интраорална снимка за поедини заби. Сега за разлика од таа снимка, 3D снимката која што правиме на еден заб ни овозможува забот да го гледаме во 3D, значи од секоја негова страна. Сега, самиот софтвер S3DI или EndoMode, кој што располагаме само ние во овој регион, ни овозможува да на попречни пресеци забележиме секој заб колку има корени и канали, што е многу битно во однос на тоа како би ги лекувале забите. Например, 2D наспрема 3D снимка, поготово забите што се наоѓаат во трансканинскиот простор, на 2D снимката обично каналите ни се препокриваат еден со друг. Сега со 3D снимка која ќе ги видиме од сите страни, која ќе го видиме забот од секоја страна, на попречни пресеци, може да видиме точно колку корени канали има и уште со ендомотор и еден апекс локатор да имаме една безпрекорна ендодонтска терапија. Доктор Гудев, бидејќи ова е ваша специјалност, би ве прашала колку е значајно да се направи снимка однапред, односно 3D анализа на забот при лекувањето на забите? Значи, снимката е најпрво нешто што мора да се направи пред лекување на ендодонтски заб. Прво, пациентот се прави обавезна снимка пред да се почне со процедурата. Да се утврди колку е напреднат кариесот, дали има перирадикуларни промени, дали има сепарирани инструменти внатре и така натаму. Од кога ќе се постави точната диагноза, се почнува со процедурата. Значи, со снимката исто така може после за време на процедурата да се провери докаде сме стигнати со инструментализацијата, докаде ни се гутаперките стигнати при предполнењето и исто така после полнењето да видиме како ни завршила финалната обтурација на полнењето. Исто така, после тоа со тие снимки интраорални, после неколку месеци може да извршиме проценка како е нашата терапија, дали е успешна, дали треба да се прелекува и така натаму. Така. Сега најпослед како веќе имаме 3D анализа, може ли да направиме една споредба која е разликата, колку ја забележувате вие во работата разликата со помеѓу 2D и 3D анализата? Да. Значи, најнова технологија е CBCT скеновите. Значи, они имаат огромна важност во ендодонцијата. Како прво, значи со CBT скенот може да се види дали колку канали има забот, точно каде се поставени, што има во каналите, дали има скршни инструменти, дали има некоја ресорбција, дали има некоја лезија на коската. Откако ќе ја воспоставиме точната диагноза, што не очекува, значи ние после тоа нашата работа многу се олеснува со тоа. Кога ќе се почне со терапијата, ние веќе имаме представа на каде да се движиме. Исто така 3D снимките овозможуваат
и некои работи што не се поврзани со ендодонцијата да се согледат. Дали, например, има травматска оклузија, дали има невропатолошка болка, дали има некои артефакти, што може да пациентот да се пожали на болка, а да не се од ендодонтско значење. Така. Ви благодарам многу, докторе. Еве ова ќе биде едно интро, да речеме, за оваа тема. Во иднина секако ќе зборуваме подетално за да им ги појасниме подетално на нашите гледачи и односно на вашите пациенти оваа проблематика. Ви благодарам многу за одвоеното време. Почитувани, ви благодарам и на вам што одвоивте време и што погледнавте уште едно издание на Минути за стоматологија. Продолжете и понатаму да не следите.